Држава која не оддава признание на науката нема перспектива. Вака академик Владо Камбовски ја коментира одлуката на владата 2 години поред да го одложува доделувањето на државната награда за наука Гоце Делчев. Кои да се причините за згаснувањето на наградата се потполно неоправдани, вели професорот Камбовски, кој своевремено беше и последниот претседател на комисијата за доделување на оваа државна награда. Држава во која не се вложува во наука и не се признаваат научните резултати, се разбира и во образованието, нема некоја сјајна перспектива во векот на знаењата, на учењето, на истражувањата и развојот. Значи, апелирам без никакво одлагање да се конституира нов одбор. Според Камбовски, наградата не само што мора да продолжи да се доделува секој 4 мај на денот на раѓањето на Делчев, туку смета дека треба да се зголеми фондот на награди за да може поголем број научници да добијат признание за својата работа. Едно ретко признание кое нашите научници би можеле да го добиваат и би требало да го добиваат, и тоа не само со ограничен број на награди, како што беше до сега, туку со можност за многу повеќе награди. Ова е трета година поред власта да објаснува зошто нема да се додели државната награда Гоце Делчев. Доделувањето првпат беше откажано пред 2 години со образложението и се доцнело со роковите. Лани пак наградата не се додели поради недостиг на финансиски средства. Годинава владата со ново оправдување. Истечен бил мандатот на членовите на комисијата. За ова дел од стручната фела алармираше оти власта ја откажува наградата Гоце Делчев за да им удоволи на источните соседи, за кои се уште е спорна историската припадност на Делчев. Од власта пак се правдаат дека договорот со Бугарија не влијаел на доделувањето на наградата. Последниве неколку години не се додели ниту традиционалната државна награда за публицистика и новинарство Мито Хаџивасилев Јасмин. Затоа пак во мај 2018-та собранието востанови нова државна награда, 22 ноември, денот на албанската азбука.